ние мораме да прифатиме се што на кандидатите во својата кандидатура и апликација ќе ни достават, тие точно е сите тројца доставија согласност за користење на символите на одредени политички партии. Пример, кандидатот Блерим Река има свое лого, тоа е едниот символ, и логото на двете политички партии кои што му дале согласност да го користат, тоа се Алијансата на албанците и БЕСА. Кандидатот Гордана Силјановска-Давкова достави согласност дека може да го користи логото на ВМРО-ДПМН, кандидатот Стево Пендаровски достави согласност за користење од СДСМ. Значи, во своите апликации доставија кандидатите согласност за користење на логоата на овие партии кои што претходно ви. Значи, го прочитав прелиминарниот извештај на ОПСЕ. Таму многу добро беше констатирано дека се забележани одредени активности пред утврдување на кандидатурите на кандидатите, што значи формално правно, сега ви одговарам онака како што изборниот законник предвидува, ние не можеме да реагираме или било кој друг орган се додека не се потврдат тука кандидатурите на кандидатите за председатели. Во ситуацијава имаше таква ситуација, тие формално правно не беа кандидати за да можеме било што да превземаме. Тоа веројатно забелешката и препораката понатаму на ОПСЕ ќе биде измена на изборниот законник во тој дел каде што треба попрецизно да се дефинираат условите во кои што се може да се води кампања. Дискриминацијата на социјални мрежи е на поле каде што тешко може некој од личен профил или од било кој профил да го контролира однесувањето на граѓаните. Ја мислам дека апелираме постојано да нема такви моменти до сите граѓани, да се воздржат и организаторите на кампањите од такви моменти, се со цел да помине кампањата на некој начин коректно. Првите 7 дена од кампањата, денес е 8-миот, со мали забелешки кои што ги напомена и прелиминарниот извештај на ОПСЕ, мислам дека се окей и во однос на она што сме го имале како претходни искуства, мислам дека добро врви кампањата.